Под силни емоции во преполна судница во Идризово денеска почна судењето за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, каде на 16 март згасна 63 животи. Судиката Дијана Груевска-Илиевска вети фер и транспарентен процес без одлагања со почит кон болката на семејствата, но со можност за сите страни да ги изнесат своите аргументи. Судот не гарантира брзина, туку непречено судење за пожарот во Пулс. Правдата можеби ќе дојде за 5 месеци, можеби за 5 години. На обвинителна клупа седнаа 3 правни лица и 35 обвинети, меѓу кои собствениците, инспектори и поранешни функционери со обвиненија за тешки дела против општата сигурност. Пред дигиталната судница во Идризово е колешката Елена Ивановска, која ја вклучувам во овие вести. Елена, како течеше денешниот процес? Да, Младен, почна судењето за пожарот во Пулс, во кое што животот го загубија 63 млади луѓе, а над 200 беа повредени. Со денешното прво рочиште беше исполнето со емоции. Обвинителот Борче Јанев, кој во име на обвинителскиот тим 50 на минути ги даваше во ведните говори, додека тој говореше за разорните последици од трагедијата во Кочани. Во задниот дел од судницата, позади стаклениот параван, каде што беа и роднините, родителите на младите жртви, можа да се слушнат воздишки и да се забележат солзи на нивните лица. Обвинителот Јанев говореше за секој од обвинетите каква одговорност има според обвинителниот акт. За собственикот на Пулс Дејан Јованов рече дека го опиша како човек кој го интересирал профитот и кој успевал да ги заобиколи сите бариери, законски правила кои постојат на патот, а дискотеката, така наречената дискотека Пулс, била буре барут низ годините. Предлагам овде да го слушнеме прилогот кој што го подготви колешката Билјана Николовска, во која може да се слушнат и останатите забелешки кои што ги има обвинителството. Загинатите деца не се бројка, тоа се имиња, семејства, иднини, недоживеани утра и празни столчиња дома. Обвинителот Борче Јанев, кој е еден од застапниците на обвинението за трагедијата во Кочани, со овие зборови во воведниот говор побара одговорност и казна за сите 35 мина обвинети. Со неголема понизност, со изгубените животи и тешко настраданите нивните семејства и близки. Тука сме во оваа постапка да прашаме, да именуваме и да бараме одговорност. Ако овој обект ги исполнуваше стандарди, ако вратите беа доволни и проводни, ако плафонот и зидовите не беа обложени со отров, што убива побрзо од пламен, ако имаше функционална вентилација, ако постоеше противпожарен систем, ако имаше навремена контрола, надзор и санкции, пожарот сам за себе ќе се запаметеше само како опасен инцидент, но не и по масовна гробница и ужас од непредвидени размери. Многу воздишки, плач и мачна атмосфера ја исполнија судската сала во Идризово, додека се читаше кој што се сторил или не сторил за да дојде до пожарот во кој загинаа 63 млади луѓе, а повеќе од 220 беа повредени. Обвинителите ветија дека ќе успеат да докажат дека секој обвинет од своја страна има вина, но дека на врвот се наоѓа собственикот на дискотеката Дејан Стојановски Деко. Според обвинителството, злодело е што воопшто постоел објектот, бил безбедносна стапица и буре барут. Ќе можете да слушнете и да видите што се бил спремен овој човек само заради профит и материјална нагодет, низ материјалните и вербалните докази и согледат и неговите одлики и доследености. Волајте се закрива до него и подрбил и неговиот кум, неговиот брат, па дури и собственото дете. Сите впрегнати да работат и да кршат закони по негова замисли. И никој на овој човек никогаш не уграснал на пат. Но собственикот на дискотеката не бил сам, рече обвинителот. Во системот имал консултанти, доушници, логистичари, кои му помогнале опасно да ја работи дискотеката уште од 2012 година. За сите обвинети, од општина Кочани, од Дирекцијата за заштита и спасување, МВР, ДЗР, Министерството за економија, обвинителството вети дека ќе докаже дека не смееле да дозволат Пулс да има лиценца. Одговорноста во превентивното делување сите обвинети од наведените институции се префрлале како жар во раците едни на други, што никој не сака да го задржи за дело.
Сите чекале граѓаните да им кажат и да пријават незаконитости и неправилности за тие да постапат. Реакцијата во службена должност, која представува особено силен и основен превентивен механизам за делување, за жал остана мислена именка. Со воведниот говор на обвинителството започна судскиот процес каде се обвинети 35 мина и 3 фирми. На следното рочиште се очекува и одбраната да има свој говори. Денеска роднините, родителите на жртвите за прв пат во иста просторија, иако одделени со параван, ги видоа, се соочија со обвинетите за трагедијата во Пулс. На крајот од судењето, во изјавите за медиумите, дел од нив го искажа и својот скептицизам околу целиот процес и рекоа дека не сакаат оваа трагедија да има исход како оние претходно со Ласкарци, модуларната болница и Дурмотурц. Тие и денеска повторија дека очекуваат правда, а дел од нив по воведниот говор на обвинителството, односно на обвинителот, му дадоа аплауз во насока на поддршка на она што беше кажано во судницата. Предлагам овде да слушнеме дел од изјавите на родителите. Обвинителите, голем срам за адвокатите што ги бранат обвинетите, како немат чувства и осет на оваква голема трагедија, каде ни ги убија нашите деца и дали така ќе размислуват и ќе постапуват да се на наше место, а не посакувам никој да е на наше место, да почувствува оваа болка, ние што ја имаме, со непроспиени ноќи и денови, ние знаеме како поминуваме и ги чекаме нашите деца секој момент да се појават и да кажат каде си мамајче. А со постапката на бранителите денес, што почнаа, со првите постапки, нас повторно не убија. Ама добивме храброст од јавното обвинителство. Стварно, нека го слушнат крикот на мајките и нека се запрашаат што прават и како ќе ги бранат обвинетите. На почетокот на рочиштето, судиката Дијана Груевска-Илиевска, која се представи себе си и советот кој што ќе одлучува за овој предмет, кој што ќе осуди овој предмет, кажа дека бара ред, дисциплина, дека нема да толерираат неоправдани одложувања, односно долговлекувања, зашто ќе следуваат и санкции, дека ќе се почитува болката и тагата на роднините, на родителите, но и дека ќе се почитуваат правата на сите странки во постапката. Таа кажа дека не може да преюдицира, не може однапред да каже дали судењето ќе трае 5 месеци или пак 5 години, тоа однапред не може да го каже, но вети дека ќе има транспарентен процес и потенцираше дека сепак брзината може да значи грешки, затоа дека нема да се инсистира на брзина. Да слушнеме дели од нејзиниот говор во судницата. Сите ќе имаат право да си ја кажат својата теорија на случај, онака како они што сакаат. Сите докази кои ќе ги предлагате ќе бидат изведени од било која странка, освен некои што ќе мислиме дека се навистина ирелевантни за да не ни се одолговлекува постапката. Можеме овој совет да ви гарантираме дека колку што можеме ќе бидеме транспарентни, ќе бидеме за се што ќе се случува во јавноста, ќе бидете информирани, ќе има голем број на новинари кои сето тоа верувам дека ќе го пренесуваат. Денешното прво рочиште за судењето за трагедијата во Кочани беше закажано во 9 часот и 30 минути, но уште во 8 часот овде пред судницата во Идризово веќе беа пристигнати дел од роднините, адвокати, обвинети, исто така медиуми, имаше и медиумски куќи, представници на медиумски куќи и од странство.
можеше да се забележи дека адвокатите, обвинетите беа внесување од посебен влез, додека новинарите и јавноста и роднините од главниот влез, родителите на жртвите беа со маиците на кои беше ликот од нивните деца. И внатре судницата беше преполна до последното место, до последен момент се носеа столчиња плюс и во предниот дел каде што стоеа странките и во задниот дел каде што беше јавноста. Забележително барем на почетокот беше големото присуство на полицијата и надвори внатре во судницата. Младен, доколку имаш прашања, повели. Да. Елена, кога е закажано следното рочиште? Дали имаме веќе таква информација? Следното рочиште веќе има во континуитет закажано неколку рочишта, меѓу кои две се следната недела, а потоа и понатаму во наредните недели има по едно или по две рочишта закажани и на почетокот на месецот декември. Но она е што може да дополнам во ова линковско јавување и тоа дека беше на почетокот беше споено обвинението за Александар Нацев, собственикот на Рубикон, со останатите 34 обвинети обвинението од 13 јуни. Тоа беше обвинителството најави дека и предложи интегрирано обвинение и прочистена листа на докази, на што реагираше одбраната. Адвокатите со повеќе правни аргументи бара да се одложи денешното рочиште за да можат да го видат обвинението, да може да ја видат листата на докази, но судиката одлучи сепак дека на денешното рочиште ќе има воведен говор на обвинителството, а на следното рочиште ќе продолжи одбраната. Во меѓувреме тие ќе можат да го видат и интегрираното обвинение и листата на докази. Обвинителството објасни дека нема суштинска промена ниту на квалификацијата, ниту на делата и дека поради тоа нема некоја голема промена и затоа денеска почна судењето со воведниот говор на обвинителството.